Почитувани сограѓани, гледајќи ги денешните резултати од справувањето со коронавирусот, сакам да ја споделам со вас мојата тага. Македонија никогаш не била во полоша состојба од денес. Загубата на нашите најблиски, роднини и пријатели за министерот и премиерот се само ноќна статистика. Но, сакам да ги потсетам дека тие луѓе кои ги губиме, биле прекрасни родители, дедовци, работници, доктори или учители, кои сме ги изгубиле за секогаш, и како семејства, и како држава. Апелиравме неколку пати да се ослободат хронично болните од приватниот и државниот сектор. Апелиравме за да ги заштитиме. Но Заев и Филипче останаа глуви не знам од кои причини. Затоа треба да знаат дека секоја човечка загуба е дел и од нивната одговорност. Болниците се полнат. Медицинскиот персонал е преморен. Ова е тежок пораз за државата, а цената ја плаќаат граѓаните. Нема доволно термини за тестирање, а Филипче кажува дека граѓаните доцна се пријавувале за третман. Јас им верувам на граѓаните, но ми се чини дека министерот изгубил контакт со реалноста од држање пресконференции на кои ни ги кажуваат црните статистики и за доцнетите мерки. Почитувани сограѓани, ве молам останете дома ако немате потреба да излегувате. Бидете на сигурно со вашите блиски, носете маска и заштитете се. Ако владата не е способна да ви помогне, помогнете си сами. Секој човек е важен и животите не се бројки и проценти. Македонија за жал е една од земјите кои најлошо се справуваат со пандемијата во Европа. Кај нас неспособноста на владата е еднаква опасна колку и самиот вирус. Бидете здрави и живи, чувајте се и помагајте си во овие тешки времиња за сите нас.